Уште еднаш добро утро, почитувани гледачи, се враќаме во студиото на К3 за вториот дел за продолжението од утринската програма. Нов ден, како што знаете, секогаш вториот дел ни е резервиран за интересна тема, интересни гости. Овој пат по гостите од Центарот за култура ви ветивме дека ќе се дружиме со уште едни гости кои што работат во придружено на Центарот за култура, меѓутоа го шират името на Крива Паланка надалеку по својата убава песна и убава музика. Им посакувам добро утро на две дами од распеани паланчани. Паланчанки овој пат ни се гости. Тука е Валентина Лековска и господја Суза Пешевска. Добро утро. Добро утро. Како што разговарав со раководителот ваш, со наставникот Лјупчо, тој кажа дека имате одмор, меѓутоа малку ќе одвоите време за нас и во овие денови на одмор, затоа што навистина сте зафатени, се надевам нема проблем да помобетиме малку за распеани паланчани. Никако. Добро утро на сите гледачи од регионот и им посакувам се најубаво. Да. Ние кривопаланчани ве знаат вас, меѓутоа ова е на некој начин запознавање со пошироката публика во регионот. Да, со пошироката јавност во регионот. Јас сум член во распеани градови уште од формирањето од 1973 година. Како помлад член тогаш беше формирањето и имаше доста членови, броеше ова формирање на распеаните градови. Да, тоа само ќе потенцираме дека всушност беше проект како на радио телевизија Скопје тогаш. Да, тогаш е радио телевизија Скопје, меѓу другите и Крива Паланка. И Крива Паланка. Тогаш одевме по сите градови и се вика распеани градови. Да. Одевме во Република Србија, бидејќи бевме збратимени со Смедеревска Паланка, таму често настапувавме. Потоа одевме во соседна Бугарија, а најчесто по градовите и охридските староградски песни, кои што се одржува секоја година во месец септември. Само јас ќе земувам колешката од режија, ако може да пушти дел од оние инсерти кои што ги имаме од стариот ансамбл на распеани паланчани, додека зборуваме со господја Валентина. Колку членови тогаш на почетокот бројате, дали се сеќаваше? Тогаш бевме поголем број од сега што сме. Беше доста голема заинтересираноста, што беа музичари, што пеачи. Значи се имаше и оркестар и групата за пеење. Да. На кој начин се доаѓаше до тоа да се членува таму, дали преку училиштата, преку гимназијата или видни граѓани најчесто беа дел од ансамблот? Тогаш имаше еден ред и аудиција имаше и кој ќе пееше убаво го прима за член и затоа бевме секогаш наградувани каде што ќе одевме, поготово во Охрид бевме секогаш наградувани затоа што покрај песните ние беа песните пропратени со староградски обичаи, како што има обичај за Бадња вечер, обичај за Ѓурѓов ден. Значи тоа се веројатно изворни кривопаланечки обичаи. Да, кривопаланечки обичаи. Овие обичаи ги има секаде, но секаде мислам се различни во Македонија. Да, има некои детали кои што нашиот го прават оригинален. И тогаш бевме секогаш наградувани и можам да кажам тога беше уредник Миле Брзанов, каде што и оваа снимка е снимена од тогаш. Но за среќа тогаш нешто јас отсуствував и ме нема тука во оваа снимка. Како што гледаме тука се шетаат луѓето низ старата градска чаршија. Старата градска чаршија. Дали може да се сеќавате на некој од овие ликови од луѓето? Па тука е Правда, снимката сега ги нема, да. Павлина Гоговска, па беше имаше и од гимназијата неколку од младите членови, ова е Апостол исто така.
од градот. Денеска можеби ги нема толку од гимназијата, меѓутоа имаме млад ветер и помлади членови. Еве тетка Сузика ни каже таа е член, вие ако сте еден од поискусните, таа е еден од помладите, меѓутоа не е од никаде не е дојдена токму во овој ансамбл, туку имате искуство со културно-уметничките друштва кај нас. Еве кажете ни за вашето искуство, од кога точно се придруживте и која беше идејата да им се придружите на Распеани паланчани? Значи, јас сум учествувала во хорот, сум пеела уште во средните во гимназијата, во средното училиште. Меѓутоа, средна школа, учење на страна и дури ланска година, декември месец, пак се зачленив, пак почнав да пеам. Многу убаво ме прифатија. Значи, имаше дел од песните што ги знам, што сме ги пееле уште на времето, кога одев. Всушност се тие 15 на песни кои што кривопаланчани последните 5-6 години ги слушаат и се обнародија на некој начин, се станаа препознатливи за нашиот град и за овој ансамбл Распеани паланчани. Да, па за тоа ми беше познато, затоа што ги знаев песните, имав учествувано, мислам дека го имам гласот. Да. И тоа пред се нивното убаво дружење одлучи да се зачленам пак. Ке зборуваме повеќе токму за тоа за возобновувањето, меѓутоа ќе се навратиме и на историјата со тетка Валентина. Во меѓувреме ќе погледнеме еден интересен прилог во недостиг на она што е нешто актуелно, затоа што се наближува 6-та годишнина, ќе проследиме одбележувањето на претходната, значи 5-та, која што е и своевиден јубилеј, значи минатата година на манастирот Свети Јоаким Осоговски се одржа една интересна манифестација кога беа одбележани тие 5 години од возобновувањето на ова група пеачка, значи Распеани паланчани. Националната манифестација Крива Паланка град на културата 2013 несомнено го збогати секојдневието на жителите од нашиот град, а покрај тоа што постојано имаме прилика да среќаваме реномирани гости од земјава и од странство и да уживаме во нивните дела, малку по малку другаруваме и со локалните кривопаланечки уметници. Една таква прилика и незаборавна вечер во саботата на 13 јули ни приредија луѓето кои го одржуваат во живот стариот дух на градот, нашиот вокално-инструментален состав Распеани кривопаланчани. Не веруваме дека сте пропуштиле да разберете од ансамблот, кој пред повеќе од 30 години беше музичката гордост на Крива Паланка, од пред неколку сезони го живее својот втор живот, својата втора историја. Да, Крива Паланка повторно е распеана. По 3 децении пауза, пред 5 години повторно оживеа една малку подзаборавена музичка традиција на нашиот град, воскресна оркестарот и хорот на Староградска песна. Возобновениот состав, првиот јавен настап го имаше во 2008 година, во исконското обкружување на нашиот манастирски комплекс, а од тогаш е дел од речиси секое културно случување во градот. Црковниот храм Свети Јоаким Осоговски викендов повторно ги отвори своите порти за оние кои ја негуваат, но и за оние кои уживаат во староградската музика. Во саботата, по повод 5-годишниот јубилеј од возобновувањето на Распеани кривопаланчани, се одржа концерт преку кој оние кои растеле во времето на чаршијата се вратија во минатото, а помладите пак за прв пат можеа да ја почувствуваат душата на стариот град и традицијата на нашите предци. Меѓу другите, еден од најзаслужните за повторно активирање на целокупниот ансамбл е градоначалникот на општина Крива Паланка Арсенчо Алексовски, кој не ја пропушти приликата да ги поздрави своите распеани сограѓани. Чест и задоволство да бидеш присутен на нешто за кое некој го смета како своја свеченост. Но уште поголема чест за мене е да се обратам пред вас на нивната свеченост и да кажам дека веќе 5 години повторно кривопаланечката староградска песна ја полни душата на нас паланчаните. Староградското културно-уметничко друштво повторно успешно работи, културно го представува нашиот град и ја шири нашата кривопаланечка староградска песна. Денеска, нашето друштво Распеани кривопаланчани има свој јубилеј од 5 години од возобновувањето на друштвото. Во оваа прилика би сакал искрено да ги пофалам и да им се заблагодарам на сите оние кои зедоа активно учество во самиот чин на возобновување на друштвото, а потоа и во интензивната работа на самото друштво. Следуваше она за кое присутните дојдоа, концертот на Распеаните кривопаланчани и нивните гости. Сепак домакините разбирливо беа првите на сцената и ја отворија вечерта со неколку веќе препознатливи, а до неодамна подзаборавени песни со наша, локална тематика. Ако некој имаше сомневи до тогаш, уште со првите ноти беше јасно дека вечерта ќе биде уживање за сите сетила. Веројатно не постои место каде овие кривопаланечки мелодии звучат поубаво,
па неповторливиот амбиент на нашиот манастирски бисер само го дополни впечатокот од изведбата на ансамблот. Не само реактивирано, туку и подмладено со новите генерации. Ова староградско друштво го врати духот на едно далечно време, ги разбуди спомените од минатото и го актуализираше кривопаланичкиот мелос. 30-тината членови од сите возрасти пак ја имаа честа не само да се представуваат пред своите сограѓани, туку името и музичкиот образ на Крива Паланка да го обелат на различни манифестации во земјава и надвор од неа. Затоа, само природно беше што на нивниот 5-годишен јубилеј и тие имаа гости. Секако, по музичкиот израз многу блиски до нивниот сензибилитет. Од соседна Бугарија допатува ансамблот Малка Серенада од градот Шумен, кој функционира при тамошното народно читалиште Добривој Ников, а покрај во изведбите на вокално-музичкиот состав, присутните имаа привилегија да уживаат и во за наши услови ретко видена балетска изведба. Крај некаде на стемнување, сцената буквално ја окупираше специјалниот гостин, бардот на македонската народна песна и веројатно најголемиот боем на нашата естрада, Нино Величковски. За оваа прилика кумановскиот фолк изведувач беше придружуван од одличниот тамбурашки оркестар Кратовчани од соседната општина. Пред се да ме поздравам, ви благодарам што ме поканивте. Ви честитам прво на општината Крива Паланка како град на културата 2013 година на ниво на Република Македонија, нашата сакана татковина, и големо ми е задоволството и честа што можам да бидам дел од ова чествување, да сте живи и здрави. Среќен Петровден, денеска е Павловден, да сте живи и здрави. Господа ви даде многу здравје, љубов и убавина. Величковски пред кривопаланчани се представи со најпрепознатливите рефрени од својот богат репертуар, а неговиот настап и воопшто концертот кулминираше со Мојата Серенада, песна која ја отпеа заедно со распеани кривопаланчани. Moite zvuci
И додека гостите ги средуваа впечатоците, некако успеавме да стигнеме до еден од раководителите на нашиот ансамбл, пензионираниот професор по музичко образование Милутин Граматиков, со кого поразговаравме за концертот и за вториот живот на распеаните кривопаланчани. Јас сум воодушевен од сите изведувачи што настапи ова вечер, а посебно од групата Распеани паланчини, којата видовте сами дека гаи специфичен фолклор, староградски фолклор, кој го пее и свири исто онака како народот што го пеел и свира. Јас мислам дека многу кривопаланчани всушност не знаат дека овие се локални песни, тука кривопаланечки, и дури сега дознаваат преку вас. Сите песни што ги изведуваме се настанати за определени личности во нашиот град. За нивната љубов, за нивните успеси и така. Ја постигнавте ли целта која што ја замислувавте пред 5 години со возобновувањето на ова друштво? Дали сте задоволни од тоа како да работите до сега? Секако дека сум задоволен, но може уште многу повеќе да се направи, да се збогати со инструменти оркестерот и исто така и пејачката група да почне да се обновува. Користам прилика да се заблагодарам на нашиот градоначалник Арсенчо Алексовски за тоа што ни донираше 10 виолини, на кои виолини учат сега деца, а ги учи професорот Куманово, магистар, и се надевам дека тие наскоро ќе го пополнат овој оркестар. Исто така му се заблагодарувам на градоначалникот за носијата, што тој ни ја донираше на друштвото и така да изгледаме пристойно кога ќе искочиме некаде. Има ли доволно интерес? Гледаме тука различни генерации во ваше друштво. Има ли интерес, има ли кој да ја продолжи оваа ваша традиција? Да, за жал, од постарите има интерес, ама помладите сакат друг вид на музика, меѓутоа постепено, слушајќи оваа музика, јас се надевам дека ќе влезат и тие во овој штимунки, ќе почне да ја пеат таа песна. Едно е сигурно. Сите кои имаа привилегија да го проследат јубилејниот концерт на распеани кривопаланчани, дома си заминаа со полни очи, уши и душа, подпевнувајќи некоја стара македонска мелодија. Не дека не знаевме претходно, меѓутоа оваа вечер уште еднаш не подсети кои сме и колку вредиме, дека треба да се гордееме со нашиот ненадминат фолклор, дарба за музика, песна и игра, и оти за ништо на светот не смееме да се откажеме од нашиот идентитет. Ете така беше на одбележувањето на 5 годишнината од возобновувањето, а неколку пати беше споменато дека токму по идеја или по иницијатива на градоначалникот, меѓутоа тука беа всушност повеќе структури вмешани, да не ја заборавиме и Центарот за култура. Се насе оправдано беше ова возобновување, така? Да, многу оправдано, и еве оваа година полни 6 години од постоењето на распеани паланчани. Чест ми е да кажам дека се организираше пред 2 недели Осоговски староградски песни, каде што ние бевме домакини, имавме 2 групи од соседна Србија, од Нови Пазар и Шумен, се извинувам, од соседна Бугарија, од Нови Пазар и Шумен. Потоа имаше од соседна Србија, од Лесковац, имаше 2 групи од градот Штип, од градот Свети Николе, и ние како домакини представници на овие Осоговски староградски песни, каде што се негуваше старата староградска песна. И всушност прво издание на овој фестивал кој што се надеваме ќе биде традиција. Ќе се повторува и ќе биде традиција во наредните години. Од формирањето на староградските песни Крива Паланка имаше еден застој од неколку години, каде што паузираше и се обнови дури 2008 година со помош на градоначалникот Арсенчо Алексовски, така што ние сме благодарни и ќе настојуваме да се одржат овие староградски песни кои што ги негува локалните староградски песни на Крива Паланка.
А оваа година во Осоговските староградски песни настапивме со стари македонски песни, го проширувате така што го прошируваме репертоарот и уште ќе го прошируваме, каде што се пееше и трогласно, и со помош на професорот Љупчо Тренчевски, да го спомнеме и он, кој што исто вложува труд, исто со наша помош, и настојуваме да бидеме дисциплинирани и редовни во пробите, кои што стварно се макотрпни, но сепак имам успеси. Ке ни кажете повеќе за тоа, имаме време, ти ке ни кажеш повеќе за она колку сте во моментов членови и колку броеве, например, оркестарот, да ги споменеме и дел од нив, да не заборавиме секако од другите членови. Пејачката група се состои од 7-18 членови, заедно со оркестарот кој не е постојан, значи имаме некои членови кои, да речеме, студираат во Бугарија или се на работа, не се во можност да дојдат, меѓутоа Љупчо Тренчевски, професорот, е секогаш тука, секогаш е со нас и најголемата заслуга е негова. Околу 5-6 души го чини оркестарот, сите свират со сопствени инструменти. И вие пејачите барем сте постандардни, не се менувате како нив. Пејачката група е... Да, пејачката група е таа. Луѓе кои што се познавате и настрана, значи од тоа меѓу себе. Секако, значи убаво е дружењето, согласни сме со музиката, со песната, значи се договараме претходно, не само да излеземе на концерт, прво се договараме со кој песник ќе излеземе, што можеме, што не можеме, и за разлика од порано се пеело, како што кажа Валентина, се пеело само едногласно. Сега се пее трогласно, нешто слично на хорско пеење. Сега тука има малку повеќе учење, повеќе вежбање. Меѓутоа се чувствува и разлика во квалитетот, веројатно. Да, затоа од последниот концерт може да се види, значи тоа го почнавме годинава, може да се види разлика во пеењето. Рековме дека сега сте на одмор, меѓутоа вообичаено по колку пати неделно се среќавате и како протекуваат пробите, сигурно дека не е толку напорно, толку, како што се вели, службено, туку малку поопуштено и преку дружење? Да, пробите 2 пати неделно се собираме, понеделник и четврток од 7 сати, сега не е толку официјално дека мора да се дојде, да се проба, да се отпее и заминуваш. Прво е дружењето. Вие песните ги знаете, ова е само за една рутина да се одржи. На гласот, значи прво како и кај спортистите кондиција. Да, прво чајче, кафенце, сокче ќе се напиеме, ќе се видиме, ќе си направиме муабет и веќе потоа почнува вежбањето на песните и на гласовите. Освен тоа што оваа група си ја најде својата потреба, значи на речи си секоја културна манифестација, па и на други официјални сте дел го разубавувате и му давате еден наш кривопаланечки шмек. Ви не достигаше ли нешто вакво во секојдневието за да си го исполните? Вие ги живеете пензионерските денови, па сигурно си поминувате и убаво таму. Видите, мене како личност ова многу ме исполнува. Затоа што наоѓам една голема рекреативност и релаксација. Зависи сега и од личноста. 2 пати во неделата се собираме, како што кажа госпожата. И дружењето ни е важно, таму се одделуваме од оние секојдневни домашни работи, наоѓаме така малце помир и спокој, се насмееме, запееме, и дружењето и ова представувањето е исто така многу важно, да го представиме нашиот град Крива Паланка и во Македонија, ако може и надвор од Македонија. Еве, бидејќи сега бевме домакини и многу беа гостите задоволни, одма добивме покана од Република Србија и од Бугарија да одиме во Шумен и Нови Пазар, таму при крај на септември месец. А секоја година добиваме покани од распеаните охридски староградски песни,
но некако ете ти се поклопуваат тие два настана и одбирате каде и не сме уште отидени, па сепак се надевам дека еднаш ќе отидеме да се представиме ние таму, што мислам дека добро ќе се представиме. Не се сомневам, во продолжение ќе погледаме да видиме токму како помина тоа прво издание на Осоговските староградски песни, една иницијатива, еден фестивал кој што ќе треба прерасне во традиција, па ќе погледнеме атмосферата, мислам дека се одржав токму пред 10 дена. Крива Паланка вчера вечер дишеше во ритмот на староградската музика. Првото издание на Осоговска староградска вечер собра бројни посетители на плоштадот Карпошово во Станије, а со овој концерт официјално беше отворена традиционалната манифестација Кривопаланечко културно лето, која се реализира под покровителство на локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и локалната установа Градски музеј, а со поддршка од Министерството за култура. На овој почеток на културното лето имаме покането 8 староградски друштва, односно 8 друштва кои ќе се представат. Имаме покането од Шумен, од Нови Пазар од Бугарија, од Лесковац од Србија, од Свети Николе, од Штип, од Крива Паланка, така да имаме староградски друштва, имаме балетска група од Шумен и мислам дека граѓаните на Крива Паланка ќе имат една интересна вечер да ја поминат и да уживаат во тоа. Како и претходните години, и оваа година, значи Центарот за култура заедно со општина на Крива Паланка и со градскиот музеј направивме една заедничка програма со која сметаме дека ќе ги задоволиме потребите на граѓаните на Крива Паланка и во рамките на ова паланечко лето од 2015 година ќе има поголем број културни настани. Со прв настан кој го отвараме е ова Осоговска староградска вечер, за која што сметаме дека е добар настан да го отвориме паланечкото културно лето, бидејќи Крива Паланка има долгогодишна традиција за староградската песна и со ова вечер значи поканивме други староградски групи да ни бидат гости, да можеме сите заедно Крива Паланка да доловиме староградската песна и да ова прерасне, се надевам, во една традиција. Вечерта ја отворија домаќините вокално-инструменталниот ансамбл Распијани паланчани, а со староградски песни карактеристични за местата од кои потекнуваат, се представија градскиот хор и Сдруженијето на пенсионери од Штип, музичката група Камелија од Свети Николе, ансамблот Малка Серенада од Шумен, културно-уметничкото друштво од Нови Пазар, Република Бугарија и Хисарлија од Лесковац, соседна Србија. Доваѓаме на соработка со нашите браќа пензионери и нашите сограѓани од Крива Паланка да озголемиме овој ден со наше учество, со учество на сите наши браќа од сојузните држави околинава и тука, и сметам дека еден ваков ден ги изближува народите. Иако на тешко време, тешко се огледува, но сепак ентузијазам и морало кај сите членови на високо ниво и ќе се бориме секој пат да за оваа прекрасна публика оставиме добри моменти. Први пат сме овде и... За прв пат сме тука и многу сме пријатно изненадени од дочекот и срдечноста на сите оние кои не дочека. Настапуваме 12 мина, имаме 7 композиции со различен карактер, воглавно песни од Лесковац и околината. Одговорните се надеваат дека оваа кривопаланечка староградска вечер ќе прерасне во препознатлив културен бренд кој ќе собира бројни посетители. Ете така беше на првото издание на Осоговската староградска вечер, како што кажавме, се надеваме дека ќе стане една убава традиција. А тука споменавте дека пеевте, значи, нов репертуар, нови народни песни, на кои поубаво реагира публиката кога пеете кривопаланечки или оние препознатливи народни рефрени? Видите, бидејќи кривопаланечките староградски песни се многу убави, изборуваат за минатото време, за љубовта од тие, за љубовта од тие времиња, како се засакува двајца млади, како што имаме еве во песната, како се заљубуваат во личноста, во фамилијата Тамбуркови и како девојчето ја женат за момче од друга фамилија. Значи тоа се реални личности, да, реално, тоа е од реалноста и она не сака да се жени затоа што
не го дават за момчето од фамилијата Тамбуркови. Тоа се реални работи од Кривопаланечкиот крај, но бидејќи ние постојано настапувавме со тие песни и некако банални стана, па лично и за нас, а и за публиката. И сега кога настапивме на Осоговскава Староградска вечер, некако сите беа возбудени, сите беа изненадени од пеењето, затоа што имаше промени во програмата и сите ни честитаа на позитивен начин, што сите беа изненадени. И така, мислам, ќе биде подобро да од време на време нешто се менува репертоарот, да, и да биде подобро, но ние нема да ги оставиме староградските песни кои што прв настап за Паланка ни беше во Охрид, каде што таму седевме ние по цела недела и толку бевме примени, интересни беа и обичаите таму, и тоа не може да се заборави, со години беше. И дружењето, и представувањето на градот, и се беше убаво, секаде се чувствувавме многу убаво. И во Србија кога одевме, бевме многу пречекувани, таму во домот тогашен на ЈНА. Тоа беше сега за поставата претходно, која што била претходната од 73-та натаму. Да, зборувам за тоа време. Исто и во Бугарија бевме многу пречекувани. И исто така и денеска, мислам во денешно време лани, бевме толку примени од граѓаните на Шумен. На улица ке не сретнеа, ке ни се поклонува и вика колку убаво пеевте. И затоа таму добивме прва награда, и плакета, и пофалница, и диплома. Знаеме дека од таму всушност се вративте со убава награда. Да, се вративме со убава награда од таму и сега да се надеваме дека на тоа ќе продолжиме да донаградуваме. Еве, сега одма ни се јавија и во соседниве држави, и во Македонија. Најмногу настапуваме во источниот дел. Бевме во Кочани, Делчево, Свети Николе настапувавме, во Гевгелија настапувавме, па и планираме да продолжиме и во другите градови. Само да споменеме дека некаде 91-та, како што кажавте, тука завршува таа претходната малце историја. Малце стагнираше до 2008 година. Ја прашав господата Лековска претходно, што за вас значи ова учество една година, сте дел од распеани паланчани, ви беше ли како потреба, зашто претходно сте ги следеле, дали за тоа што ви се виде убаво можности да се настапува некаде на страна им се приклучивте? За настапувањето на страна не. Пред се за дружењето и за исполнувањето. Значи тоа е духовно исполнување. По секојдневните обврски, по секојдневни, знаеме во какво време живееме. Секојдневни проблеми, да се кажеме. Да, секојдневни. Ова е еден вид релаксација. Значи, се заборава на проблемите, се заборава на све, се мисли на пеењето, се мисли на дружењето и едноставно од пробите си одиме со полна душа и чекаме само да дојдат пробите. За пробите се договараме нели со нашите можности, бидејќи сите членови се вработени и зафатени, така да тоа иде договорно. Меѓутоа, најголемата причина за која дојдов пак да пеам во друштвото е душевното исполнување и релаксација. Тогаш треба ли да има повеќе, може ли да има повеќе млади членови, како што кажа, да се возобнови на некој начин ова? Отворени ли сте за нови членови да доаѓаат? Да, во секој случај сме отворени и веќе работиме на тој случај, да имаме нови членови. Сега, колку ќе го прифатат нашиот начин и стил на пеење, ќе видиме. Меѓутоа, јас би ги поканила младата генерација која што смета дека може да го пее тоа, која што се гласовно е надарена
нека дојдат, нека пробаат, значи не е ништо со сила, не е ништо морално, нека видат, а ако ги исполнува и ако може да се дружат со нас. Ако сакаат музика воопшто, затоа што ова не верувам дека некого не му се допаѓа. Староградска музика. Во продолжение ќе видиме тоа како звучи и како изгледа, ќе одмориме со една или две номери од распеање Кривопаланчани. Наистина убаво звучи, верувам дека и вас ви се допаѓа. Ке зборуваме за она што значи всушност ова да се забележи, да се зачува за идните генерации. Имате подготвено за снимање, меѓутоа како и во се друго денеска, за жал, финансиите се појавуваат како предизвик? Ние подготвивме за 2 цедиња песни. Отидовме на првото снимање со првата песна "Отвори ленче портето". Значи паланечките се пред се фокусот, така? Да, паланечките пред се. И некако не се најде еден договор околу финансирањето и сега за сега стагнира. Јас мислам дека ќе се побера од некаде помош, од општината, да апелираме сите оние кои што можат на некој начин да помогнат.
Зошто да не се издаде едно CD од староградски паланички песни и овие македонски стари подзаборавени песни. И да остане всушност и да остане за младите поколенија. Да. И ова еве ти сега со зачленување на нови членови. Која сака староградската песна, нека повелат, нека дојдат. Но оние кои што се чувствуваат со развиен слух, зашто имаше случаеви кои што дојдат, не им е развиен слухот, не може на нас самите ни го пореметуваат редот и пеење. Нормално дека мора да се биде музикален, за да се биде музикален, за да се дојди тука. Тука нема што да дискутираме и да се убедуваме, секој треба да си ги знае своите можности, желбите се друго. Желбите се после останува тоа. Ти не кажете, видите, од кого имате најголема логистичка подршка и секако дека секогаш може повеќе и подобро, меѓутоа кој засега ви се наоѓа најмногу во организацијата, како на проби, така и на настапи, каде одите? За пробите најзаслужен е нашиот професор Љупчо Тренчевски. Значи, тој е задужен за репертуарот на песните, за аранжманите, а за гостувањата и за концертите, Центарот за култура, начело со директорот Александар Рангеловски, морам да споменам, голем поздрав. И голема благодарност од нас, членовите, до градоначалникот Арсенчо Алексовски, бидејќи тој ја врати смислата на староградската песна и ги врати членовите, се разбира со нови членови, нели? Меѓутоа најзаслужни се тие. И концертите ги организира и идат преку Центарот за култура со директорот. Да, затоа што не истекува времето за емисијата, некаде е лошо конкретно да повториме, сега сте на пауза, на одмор, меѓутоа од кога се собирате и зашто конкретно се подготвувате, каде се очекуваат настапи? На пауза или годишен одмор сме до 20 август. 20 август почнуваме со активни проби, дури пред крај, затоа што имаме закажано концерт на 25 септември во Шумен и Нови Пазар, Бугарија. Дури 10 дена пред концертот веќе имаме активни проби, секојдневни проби. Ќе настапиме со нови песни, значи нема да бидат тие што сега ги пеевме на концертот на Осоговски староградски песни, значи мора да се работи и да се вежбат гласовите, бидејќи работиме со први, втори, трети глас и секој си го учи своето. Сакавте да ни додадете нешто врска со членовите? Па, госпожата ги поздрави новите членови, но јас да ги поздравам сите оние стари членови што учествува од 73-та година, затоа што од старите членови сме само јас и една друга госпожа Марковска Нуша. А другите мислам не се нормално е нови, нови членови. Другите се нови членови. Да. Вие како гледате, дали има потенцијал, дали има потреба од тоа да помладите да доаѓаат или некоја генерација која што е измеѓу треба да биде член? Па јас би рекла и генерацијата што е измеѓу старите и младите, па и младите да го негуваат староградскиот мелос, зашто тоа е сршта на нашата држава, било каде да сме. Тоа е староградско кое не треба да затајува и да се губи. Но треба да се негува и нека доаѓат младите генерации, нека се занимаваат со оваа музика, затоа што јас дојдена сум тука 63-64 година. И кога дојдов, знам уште постоеа серенадите со староградски песни. И тоа е нешто многу убаво, кое што сега тоа е изгубено. Тоа и недостига. И недостига. А тоа е нешто стварно многу убаво, ноќно време, кога заспиваш некој да ти дојди под прозор, макар што бев мажена, но сепак другарите на мојот сопруг доаѓа и пееја. И затоа јас ги поздравувам старите членови кои што пееја и свиреја од негување на староградската песна во Крива Паланка.
Се една ваква порака до младите и со поздрав кон старите и ќе го заокружиме ова издание на Нов ден. Јас ќе ви заблагодарам за тоа што одвоивте време и поразговаравме само за дел од она кои што се ваши активности досегашни и идни планови. Се надевам дека ќе имате уште многу што за што се пофалите и ќе бидете гости кај нас. Се надеваме, да, ако не повикате, да. Секако голема благодарност. Па сега со сите овие настапи верувам дека ќе имате уште повеќе впечатоци и ќе пренесете. Пофалиме секако. Многу се заблагодаруваме и да следат уште вакви средби. Да. И вам, почитувани гледачи, ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте со нас ова утро, а ќе го закружиме ова издание со тоа, со една награда, признание кој што ја заслужија членовите на Распеани Паланчани минатата година на учеството во Шумен, каде што, како што кажешме, веќе си заминаа со прва награда. Тоа ќе биде последниот дел од нашата утринска програма. Јас ќе ви посакам убав ден и да останете со програмата на К3 телевизија. Бидете со нас и утре во Нов ден. Пријатно. Вокално-инструменталниот состав Распеани Паланчани го освои првото место на меѓународниот фестивал на популарна градска музика Есенски шуменски вечери, кој се одржа на 26 и 27 септември во Шумен, соседна Република Бугарија. Долгогодишната традиција во негувањето и посветеноста на староградската музика, Распеаните Паланчани, освен со внимание и громогласни аплаузи од бугарската публика, беа наградени и со пофалница за учество и диплома за првоосвоено место во категорија на настапи на музички состави. Прва награда во втора категорија Староградско друштво Распеани Паланчани, град Крива Паланка, Македонија. Сакам да се заблагодарам на организаторите за поканата, што ме поканија да учествуваме тука на фестивалот. Многу сме благодарни, значи имавме прекрасни мигови. Со оваа награда благодарам на исто така на организаторите и честитам на Староградското друштво и се надевам дека оваа наша соработка и во иднина ќе продолжи и ќе имаме заедни дружења и понатаму. Благодарам уште еднаш. Изведувачите на изворната староградска, кривопаланечка и македонска музика, заедно со оркестарот на фестивалот во Република Бугарија, учествуваа на покана од ансамблот Мала Серенада, кој минатата година настапија во нашиот град. Распеаните Паланчани настапија на сцената на еден од најстарите и најреномираните културни центри во земјата, Добри Војников, а имаа настапи во спортската сала во градот. Тази година беше особено приятно да се занимаваме с организацията на втория фестивал на популярната градска песен, защото за наша радост има повече млади участници, които може би за първи път се изявяват на сцена, а други вече традиционно участват в конкурси.
Изданието е международно. Имаме участници освен от България, от Македония, Крива Паланка и от Молдова също. А за първи път тази година има категория за авторска песен. Има много участници, които сами са съчинили текста и музиката на песните и те ще бъдат класирани от журито в отделна категория. Самото учество на Меѓународниот фестивал на староградска песна тука во Шумен е резултат на едно пријателство кое што го имаме со читалиштето Добри Војников уште од претходната година кога тие гостуваа кај нас и секако упатија покана за оваа година ние да земеме учество на нивниот фестивал. Ја прифативме и еве земавме учество, мислам дека се представивме во најдобро светло, значи она што можев да ги погледнам настапите на нашата староградска група беа супер, значи перфектни, така да и публиката е задоволна и домаќините се задоволни. Јас мислам дека имавме една многу убав настап на овој фестивал тука во Шумен. Културно-уметничкото друштво Распеани паланчани постои од 1974 година, но по известна пауза е возобновено пред 6 години на иницијатива на градоначалникот Алексовски, кога на ветераните на друштвото им се придружија и помладите љубители на староградска музика. Денес делува во рамки на Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Освен пред кривопаланечката публика на бројни локални манифестации, тие имаат настапувано на охридските староградски средби и на бројни фестивали во земјава и во соседните земји. Уметничкиот раководител на ансамблот Распеани паланчани, Љупчо Тренчовски, ги покани сите заинтересирани да се пријават за членство во друштвото, со цел да продолжат заложбите за негување на староградската музика и истите да бидат поддржани од сите генерации, а пред се од младите. Планираме ние да го прошириме составот на членови, така да планираме да земеме подмладок за воиднина, бидејќи целта на нас е нашата староградска песна да ја пренесеме на младата генерација, така да можат и тие да ја пеат и така да се тоа традиционално одржува и понатаму. И примаме и други членови во оркестарот подмладок. За прв пат ние настапуваме оваа година на овој фестивал во Шумен, на кој што се представивме со староградски песни од Кривопаланечкиот регион и староградски песни од Република Македонија. Мислам дека публиката беше воодушевена од нашите песни. Тоа бевме наградени со голем аплауз, добивме благодарници. Можеме да кажеме дека организацијски се беше добро. Благодарение со подршка на градоначалникот господинот Арсенчо Алексовски од Крива Паланка и директорот Александар Ангелов, директор на Националниот центар за култура од Крива Паланка. Па ние настапуваме во Македонија, имаме настапувано во Гевгелија, на староградски песни, во Делчево имаме, во Свети Николе, во Крива Паланка, на сите манифестации кои се организират од страна на општината, во Ќустендил. Пофалија ми девојче, учи карај дану море, подунале осоговски ветрови, мама ми домаше, мала е била моме, лудо младо. Се дел од репертоарот на настапите на Распеаните паланчани, кои се достојни почитувачи на исконската традиција. Ова друштво датира уште 1974 година, каде што беше доста популарно за време на бившите југословенски простори. Често одевме на фестивали по Република Србија, исто така во Република Бугарија настапувавме и најмногу настапувавме во староградските охридски средби скоро секоја година, каде што и многу бевме пофалувани и добивавме често награди. Еден период ова друштво стагнираше, така што пред 6 години, во 2008 година се обнови и еве трае полни 5 години. Обновено е со
нови членови, а ние неколку сме од старото друштво. Ја негуваме старата паланичка песна и старата паланичка традиција, кој од песните се Мама ми думаше, Пројдов преко мало, Подунале се Осоговски ветрови и многу други. Јас сум една од постарите членови на друштвото од 1970 година и макар да сум во години, сакав да се одржи друштвото и затоа одделувам време за проби за ова. Во Крива Паланка 2 пати неделно се одржуваат пробите. На Охридските, Староградски, во Србија сме биле, еве во Бугарија неколку пати сме биле и во Ќустендил, еве сега во Шумен. Нашето Староградско друштво за прв пат е сега во Шумен. Многу сме задоволни од приемот на самите домаќини. Се представивме со нашите автентични паланечки песни и се надеваме дека и друг пат и до година ќе бидеме поканети на овој прекрасен фестивал. Па од нашиот богат репертоар се представивме со песните Каљо Калино девојче, Подунале Осоговски ветрови, понатаму Учи карај Дану мамо и други. На фестивалот присуствуваше и Кривопаланичката општинска делегација предводена од градоначалникот Арсенчо Алексовски, при што во оваа пригода беше остварена и официјална средба и разговори со градоначалникот на Шумен Красимир Костов. На вкусен всеки ще завиди, украсени с сметана и кокос, да познаят кои са, кои е въпрос, да познаят удар по главата, това просто означава, че сме по-сили. Ова беше само мал дел од она што викендов се случуваше во Шумен. Доколку ви беше интересно, настапите на распејани паланчани, впечатоците од фестивалската атмосфера и задоволството на домаќините, како и многу друго ќе можете да проследите во репортажата на Слатен канал во следните денови.